Басни со библиски поуки. Лавот и глушецот. И малите можат да им помогнат на големите. Изморениот лав си легнал под една дебела сенка да си отпочине. Лежејќи така, заспал. Ненадејно, преку неговото тело се обидел да притрча еден глушец. Брзиот лав го зграпчил и му рекол: "Како се осмелуваш да минуваш преку моето тело? Не знаеш ли дека јас сум царот на животните? Што да ти сторам сега?" Преплашениот глушец почнал да се извинува и да моли: "Те молам, силен лаву, поштеди ми го животот. Признавам дека сгрешив, но ветувам дека никогаш повеќе нема да ја повторам својата грешка. Ова ќе ми биде прв и последен пат. Освен тоа, зарем лавот ќе се прослави со тоа што ќе убие еден мал глушец?" Лавот се смилостивил, се насмеал и го пуштил глушецот да си оди. По неколку дни, шетајќи се низ шумата, лавот се фатил во мрежата што ја поставиле ловците. Откако со сите сили се обидувал да се ослободи, но не успеал, лавот почнал силно да реве и да бара помош. Го дочул глушецот и бргу дотрчал да му помогне. Полека со своите заби, глушецот ја прегризал мрежата и направил доволен отвор, низ кој се спроврел лавот и се ослободил од замката. Среќниот лав притоа гласно си рекол: "Колку чудни работи се случуваат на светов. Кој би помислил дека еден мал глушец може да му помогне на големиот лав и да го спаси од смрт?" Драги деца, Господ ги создал и малите суштества како и големите и еднакво ги сака. На секое суштество Господ му дал квалитети, па и на најмалите меѓу нив. Слушнете што пишува во Светото писмо. Има 4 суштества на земјата кои се ситни, но од умните се поумни. Мравите, суштества со мала сила, но навреме собираат храна. Јазовците, нејаки суштества, но под карпа си ги прават своите дувла. Скакулците, без водач се, но сложно во ред летаат. Гуштерчето, на дланка го собира, но и во царските палати влегува. А слушнете што рекол Исус за малите деца. Некои луѓе ги носеа своите деца кај Исус за да ги прегрне и да ги благослови. Учениците пак ги одвраќаа. Кога Исус го забележа тоа, ги прекори учениците и им рече: "Пуштете ги децата да доаѓаат кај мене. Не попречувајте им, зашто на таквите им припаѓа Божјото царство." Потоа Исус ги гушна децата, ги благослови, положувајќи ги своите раце врз нивните глави.